Хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ изјави дека ја инсталирал мобилната апликација за следење на заразените на коронавирусот. Ми ја инсталира апликацијата, засега не прави ништо посебно, рече Пленковиќ. Вчера во Хрватска беше представена мобилната апликација Стоп COVID-19, која ќе му овозможи на лице заразено со коронавирусот анонимно да ги извести другите корисници на апликацијата со кои било во контакт за можна изложеност на заразата. Американскиот председател Доналд Трамп вчера во Северна Каролина се појави со маска на лицето и зборуваше за можноста за добивање вакцина против коронавирусот до крајот на годинава, додека се обидуваше да ги убеди гласачите на оваа сојузна држава дека добро управува со кризата. Трамп, чија популарност опаѓа во последните неколку месеци, бидејќи многу американци веруваат дека лошо управува со пандемијата, го смени својот досега лежерен однос кон заразата. Верувам дека американци ќе ја направат вистинската работа, но ние силно ги советуваме да се фокусираат, особено на одржувањето на социјалната дистанца и личната хигиена, да ги избегнуваат масовните собири и барови и особено да носат маски таму каде што има потреба за тоа, рече Трамп за време на обиколката на фабриката Fujifilm во Северна Каролина, во која се спроведува дел од истражувањето за новата вакцина. Вредноста на американскиот долар денеска забележа раст на двогодинишниот минимум, откако инвеститорите намалија продажбата на американската валута пред состанокот на федералните резерви и во очекување на завршување на политичката дебата во Конгресот на САД за седмиот пакет фискални мерки за поддршка на економијата. Доларскиот индекс денеска порасна за 93,492 поени на 93,918, но индексот забележа загуба од 3,6% во јули, иако во следните денови не оствари значителен пораст, тоа ќе биде најлош месечен резултат во изминатите 10 години.